Одбележуваме уште еден юбилеј на почетокот од оваа 2026 година. Некој пат ќе се потсетам на долгите, можеби традиционални обичаи кои што ги има мичуринската средба и секој пат се потсетувам дека на почетокот на оваа година ме потсетува за убави адети, за повторно некој убаво топло прибежиште, љубов, заедништво и она што е најважно да не забораваме да се социализираме, да се сплотиме еден со друг и на ваков начин може повторно се сретнеме да се споделиме некои убави приказни. Така е, се носат многу спомени од изминатите години, токму од мичуринската средба и она кое што нели е дел од самата организација, нешто што е негова традицијата и токму тоа сплотување и една дружба. Меѓу другото, тука се и оние обичаи кои што се негуваат, и цела онаа енергија со која што треба да влеземе нели во односно да започнеме, веќе сме влезени да започнеме новата 2026 година. Ќе им кажеме добро утро на Ленче Чолаковска и Саша Кешишовски, кои што се дел од организацијата на мичуринската средба, юбилеј на оваа година, и ние сметавме дека утринското будење, кое што вообичаено го реализираме онлайн, денеска да биде во живо или со ваше физичко присуство, да му дадеме едно значење на нели овој повод или оваа мичуринска средба токму заради юбилејот, но и самата важност. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Добро утро, ви благодариме на поканата. Еве и ние да кажеме за нашите мичурински средби нешто, како и секогаш што сме поканети од ваша страна. Многу ви благодариме. Пред се да им ги честитаме новогодишните празници на гледачите на ТВ Телма, да им посакаме добро здравје, среќа и берекет, да се здрави и живи, и понатаму да си ги прославуваат овие убави традиции што останале од нашите дедовци, прадедовци и родители, и да останеме и понатаму да ги негуваме и да ги правиме онака како што биле. Мичуринската средба оваа година е јубилејна. Значи, веќе Мичурин стане една урбана населба, меѓутоа традицијата си продолжува. Од стари мичуринци многу малку има, за жал, некои се го напуштија овој свет, се со времето, со годините, меѓутоа како доаѓа и новото население, се приклучува и сака да го одржи она ние што сме го започнале веќе 30 години што го правиме. Започна со една најобична, кој што има од дома да си донесе на платото, на игралиштето, што викаме ние во Мичурин, кој што има од дома да донесе, да си проследи, да го назначиме тоа, за тој убав верски празник Василица или народно кажано Стара Нова година. Да. Од година на година се прераснува и станува. Ние бевме една од најголемите средби после во Галич некде. Галичката свадба по масовност на посетеност бевме ние втори, да речеме. Втори по бројност, по посетеност. Меѓутоа, знаете, се донесоа некои нови закони од црквата, не можеме паганско го рачунат дека тоа е пагански обред, не ни дозволуваат веќе поповите да доаѓаат, меѓутоа целата убавина на таа мичуринска средба е кои ќе дојдат поповите, кои ќе се качат на бина, кои ќе го направат тој обред, значи осетување на погачата, па кршење, па кај ќе се падне паричката, ќе се назначи новиот кум. И тоа е убавината. После председателот излегува, ја назначува дека средбата е отворена и почнува се народната веселба. Убавината во тоа е што луѓе што се иселени од Мичурин знаат често пати да се вратат на овој датум? Доаѓаат и од други држави што се иселени надвор од Македонија, доаѓаат на овој ден да се видат, да си последна чашка ракија, топла ракија, чајче топло да си направат, муабе да се вратат во детството, како живеле, како го поминале нивниот живот во тоа време. Тоа е убавината. Значи, сплотеноста, што викаме, овие празници не сплотуваат. И стварно е така. Не потсетуваат на тоа прибежиште, не потсетуваат. И оние кои што сакаат да бидат дел од мичуринските средби од година во година, веројатно тоа со нетрпение го очекуваат секоја година и така претпоставувам дека и ова.
секогаш во овие моменти при ваквите наши разговори се потсетуваме на самите обичаи или што всушност значи традицијата, што значи кршењето на погачата и се разбира она кое што веројатно многумина го посакуваат, тоа е паричката да биде кај нив и оној кој што треба да стане кум. И сега и задолжението или тоа повеќе ќе го речеме дека е задоволство заради тоа што нели тоа е дел и од самата организација следната година, но ајде малку повторно да ги потсетиме за сите оние, да речеме, обврски кои што ги има кумот за самата мичуринска средба и како одат обичаите тековно на самата средба. Иве помладиот кум ќе каже. Ви благодарам јас на поканата. На почетокот би сакал само малце да ви искоригирам. Јас сум Столе Кашиковски. Требаше друг представник од организациониот одбор да дојде. Меѓутоа, место него, еве јас сум присутен. Би напоменал дека овој формат на организација на мичуринските средби започнува некаде од 1996 година, меѓутоа корените, односно почетоците на мичуринските средби се малку одамна, односно од 1985 година е прв пат организирана мичуринска средба во еден малку подруг формат, односно тогаш оние средби се одржувале во хотелите Метропол, Гранд Хотел и така натаму, за да во 1996 година прерасне во овој формат кој што го знаеме и кој што веќе традиционално по 30 пат годинава ќе го одржиме ние во Мичурин. Ленче спомна дека дел од старите мичуринци се иселени, меѓутоа еве тука сме ние, да кажам, новите мичуринци. Да вратите емоцијата. Така е. И јас сум преселен во населбата Мичурин 2006 година. И искрено да ви кажам, значи, овие мичурински средби мене ме воодушевија, ме потсетија на едно детство, каде што постоеше тој малски живот, каде што имаше секојдневни дружби на граѓаните од населбата, и ова едно продолжување на таквите традиции на дружењето и населбата Мичурин живее на тој начин, односно, она традиционалното се уште постои во населбата Мичурин. Програмата за одржување на мичуринските средби скоро секоја година е иста, да не речам слична. Имаме дел каде што е посветен на нашите најмлади сограѓани, односно имаме дел детска програма. Потоа следува оно што е традиционалното, тоа што го прашавте околу кршењето на погачата, на лепчето, назначувањето или изборот на новиот кум, палењето на огнот и понатаму се продолжува со општонародна прослава. Ленче спомна дека порано традицијата беше од Македонската православна црква да доаѓаат свештеници и на лице место да се крши лепчето, меѓутоа поради одредени нивни правила и така натаму, ние сега тој обред го остваруваме во црквата Света Богородица и тоа го правиме на пладне на ден 13, каде што одборот и поканети граѓани или јавни личности присуствуваат на тоа кршење на погачата и на тој начин се избира кумот. Јас би сакал да искористам приликата и да се заблагодарам на општествено одговорни компании кои што секоја година ја помагаат оваа мичуринска средба. Би сакал да упатам и благодарности до општина Аеродром и до градоначалникот Дејан Митевски, кои што несебично се вклучија во организацијата и поддршката на мичуринската средба, која што повторно ќе напоменам дека е 30-та традиционална и славиме еден јубилеј годинава. Да, господјата Ленче спомена дека од една идеја пред 30 години потекна нели целата, ајде да кажем, иницијатива, спокојно нака да луѓе нели мичуринците се сплотат. Меѓутоа кажавте некои убави карактеристики за самиот ден 13-ти. Меѓутоа што вистина суштински ја одржува жива оваа мичуринска средба со оглед на тоа дека можеме да забележиме, велите, миграција се случува, луѓе се заминуваат, еве како вие можеби други населби, меѓутоа што нешто вистински ја одржува жива мичуринската средба се уште да биде доста популарна кај и новите генерации. Да речеме, сепак мене ми се овие празници повторно како еден аларм на човештвото да се вратиме и да забораваме на грижите и проблемите и повторно се фокусираме на нас, да се прегрнеме, да си споделиме некоја, не знам, приказна и така натаму и да не ги забораваме тие можеби социјални моменти кои што од брзо до време како да ги забораваме попат. Да ви кажам, населбата Мичурин е населена
сега веќе сме, реков, урбана населба, имаме доста луѓе што се Речи си доселени. непрепознатлива може би од Непрепознатлива, така е. Меѓутоа, поголемиот дел, уствари целата населба Мичурин беше од екзодусот од Егејската Македонија, да. Егејци, егејска населба. Они уствари и на некој начин ја донесоа таа традиција во Мичурин. Меѓутоа, кај нив е на денешен ден, ние го правиме на бадник, погачата, лепчета го кршиме со пај, меѓутоа од егејскиот дел на Македонија го прават тоа во пита, ја ставаат паричката и тој обред се прави на Василица. Така да, се додека има од тие генерации уште и нивните деца поколинија што растеле во тој дел, во тоа време додека се славе овие мичурински среди, јас мислам дека еве јас сум егејска сна, меѓутоа кај мене веќе тоа е, како да ви кажам, со радост го чекам тој ден, се радувам кога ќе почнат нашите активности, значи работиме подготовката цела, не се почнува еден месец или еден ден или два дена пред тоа, започнува пред самата мичуринска средба. Одговорноста е многу голема, членството си го распоредуваме, значи сите задачи, секој член од одборот си има своја задача. И на тие состаноци си кажуваме на председателот, се собираме сите кој што завршил, до каде е работата, значи гледаме до максимум се да се заврши, утрешниот ден да не биде само поставување на средување на платото, на местото кај што ќе се одржи мичуринската средба, да се постават казаните, ние сме малце препознатливи со тоа, со греана ракија, чајче и друго што имаме дадено. Затоа што ќе се сложите на некој начин, не знам дали ќе се сложите поточно, дека некој пат сакаме да ги модернизираме празниците, да им надополниме некакви нови, нели, делчиња, дел од мозаикот, да добие нова, нели, визија, нов призвук, нов. Затоа мислам дека ова е тоа што треба да се задржи она вистинското што е. И една песна народна која ќе ја слушате во ново. Де враќа веднаш на минатото, да. Не е прифатлива. Стара песна изворна која знаеш како се пеела порано, сега како ја пеат, модерно што кажувате вие, така и сите обичаи ако ги прават такви. Мислам, не е тоа суштината. Се знае кои се обичаите, како биле и како ќе, и така ќе продолжиме. Мене ме радува што еве имаме помлади учесници што сака се активираат веќе и така треба да го прифатат, да се учат додека сме ние тука. Никој не е вечен, значи сакаме да им ја пренесеме таа љубов, прво љубов да имаат према таа средба, према тие наши обичаи што се македонски, стварно прекрасни и треба да се одржува. И традицијата се пренесува од генерација на генерација, поточно најмногу на новите генерации кои што треба првенствено да ја учат традицијата, а исто така и тоа да го негуваат понатаму. Дали во контекст на ова, дали забележувате од година во година присуство на помлад дел во публиката, значи на помлади личности кои што сакаат да се забавуваат на мичуринската средба? Како организационен одбор ние наставуваме, како што рече Ленче, да вклучиме и помлади наши сограѓани од населбата Мичурин и во самата организација, на тој начин да им ја приближиме ние мичуринската средба и сето она што е како традиционално, што е останато од предците, кое што е пренесувано од колено на колено и на тој начин да им всадиме во нивното размислување, во нивното битисување, ќе кажам, дека тоа е тоа што треба ние да го задржиме како традиција и понатаму да се продолжи. За среќа, ние во организациониот одбор можам да кажам дека веќе имаме вклучено 4 генерации кои што работат на организацијата на овие мичурински средби. Имаме членови во организациониот одбор од 16 до 80 и нешто години. И се надеваме дека оваа традиција и понатаму ќе биде прифатена од младите, ќе биде продолжена со исти елан како што и постарите ја подготвувале и ја чествувале оваа мичуринска средба. Сакаме да ја вратиме мичуринската средба како порано што беше. Малце нас не пореметија сите оние случувања, короната и ред други работи. И тоа беше, ми се чини, единствената година кога се прескокна. Да. Ние не ја прескокнавме, пак си го ние се одржувавме, значи само одевме во црква, целиот тој обред. Форматот беше различен. Да, само што беше во црквата, кумството си продолжуваше и понатаму не ја прекинавме средбата. Меѓутоа можеме, такви беа условите, да не можеме надвор на отворено да правиме со толку масовност. Мичуринската средба знаела да биде со 5000
луѓе посетеност. Учесници. Тоа беше рај за очите кој ќе искочи, се качите на бината, ќе видите толку маса на луѓе. Значи, тоа е да сакаме во тој правец пак да се вратиме, да ја оживиме како што беше. Сега, знаете, помалку и помалку, меѓутоа идеме кон тоа и се надевам дека ќе продолжиме и ќе ја направиме таква како што беше во минатите години. Да, веруваме во тоа и го посакуваме и ете, ова беше една одлична можност да ја најавиме оваа 30-та јубилејна мичуринска средба, да ги поканим оние кои што сакаат да дојдат, да уживаат во програмата, впрочем како и секоја година, да се забавуваат. Ете, видовме и од инсертите каква атмосфера има таму и од минатите години, играње традиционално и на оро, забавување со музика, топол пијалок и се разбира она кое што е наша традиција и што треба да го негуваме, почитуваме и се разбира да го пренесуваме на младите генерации. Ви благодариме што денеска беше отворена покана, утре се гледаме. Гости. Така, истото и ние сакаме да го патиме до сите граѓани на град Скопје, на општина Аеродром, нека повелат утре на нашата мичуринска средба. Ви благодариме. Ги честитаме празниците на сите што го носат името Васил Василка, среќно и вечно нека им името, а бадниковиот огин на сите жители на Мичурин и општо, секаде кај што ги палат, нека им ги осветлат домовите, а секоја искра од тој оган нека им донесе здравје, среќа и берекет. Да, убаво кажано. Се приклучуваме на честитките на сите кои што го носат тоа име и се разбира и испраќаме заедно таа порака. Ленче Чолаковска и Столеке Шиковски, ви благодариме што бевте наши гости. Благодариме на вас на поканата.